Продолжуваме со денешната наша утринска тема, која, како што споменав, ја посветуваме на денешниот 14 ноември или светскиот ден на дијабетесот. Затоа сметавме дека е добро да одговориме на повеќе прашања. Дијабетесот е една тема за која што сме говореле и во минатото, но со оглед на фрапантните податоци кои што постојат на глобално ниво и за прогнозата која што ја споделив на самиот почеток во мојата најава, а тоа е дека до 2050 година се прогнозира дека ќе има над 800 милиони луѓе во светот кои што се дијагностицирани со дијабет. Тоа говори дека навистина треба да се зборува токму за превенцијата на ова заболување, зошто е наречено тивокубиец, како се дијагностицира и што е она кое што треба да се превземе, а истовремено и малку повеќе за предизвиците со кои што се соочуваат лицата со дијабет. Затоа имаме одлични соодветни соговорници во утринската тема денеска, или мои гости, доктор Маја Милованчева, специјалист интернист нефролог. Добро утро за вас, и Бојан Киров, кој што е исто познат на нашите гледачи. Сме имале прилика во минатото да зборуваме за животот со дијабетес, лице со дијабет, но и поранешен председател на Сојузот на дијабетичари на Македонија. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Јас се споменав статистиката на самиот почеток, тоа се едни податоци кои што навистина загрижуваат, но некако податоците од година во година или оваа статистика се зголемува, иако и самата технологија оди напред и решенијата ги се бараат на глобално ниво, како да се олесни начинот, односно животот на лицата со дијабет, сепак бројките растат. Па еве ајде за почеток да позборуваме за состојбата во Македонија, за тоа колкава е бројката и растот на лицата со дијабет во Македонија и зошто всушност овој тивокубиец така ги настапува кон, да речеме, пациентите или кон луѓето, што е она кое што треба да се забележи, распознае навремено и да се превенира. Тоа се разбери и во текот на разговорот, ќе го продискутираме. Македонија во овој случај не заостанува за светот, така да идеме во чекор со новите трендови, да бројот на пациенти со дијабет, јас работам со дијабет тип 2, или зборуваме за тие пациенти, адултната популација, постојано во светот расте и тоа се должи на новиот современ начин на живење и ризиците што тој ги носи. Се смета дека 1 на 10 луѓе има тип 2 дијабет, или порано што се викаше дијабет кај возрастни, дијабет кој не е инсулинозависен, имаше повеќе на имиња. Последните податоци за Македонија во 2024 година се смета дека имаме околу 140.000 заболени, меѓутоа таа бројка постојано варира и се смета дека голем број и не знаат дека имаат дијабет. Се смета дека половина од луѓето не знаат дека воопшто имаат дијабет или не се свесни за тоа што тој представува. Се смета дека околу 7.500 на годишно ниво се откриваат нови, а како се јавува, најчесто е меѓу 40 и 60 година, кога имаме 6 до 7% од населението. Меѓутоа, како старе населението, со возраста, после 60-65 година, таа бројка стигнува до 10 до 12% од таа популација над 60 години дека има дијабет тип 2. Како што кажав, не заостануваме и се смета дека современиот начин на живот и пред се гојазноста, односно дебелината, допринесуваат да оваа бројка постојано се зголемува од година во година. Но и веројатно да се намалува возрастната граница со оглед на тоа што ако зборуваме за гојазноста како еден од факторите, ќе кажеме дека многу деца или многу млади уште од помала возраст имаат зголемена килажа. Да, тоа точно така, и тоа е глобалниот проблем на кој сега почнува да се работи и се согледува. Тоа се знаеше дека тоа ќе се случи, меѓутоа програмите сега почнуваат за превенција на дебелина кај детската популација. Во скандинавските земји гледаме, во Америка исто се веќе започнати тие програми, да почне уште од школска, односно предшколска возраст со здрави навики во смисла на исхраната, во смисла на физичката активност,
да од детска возраст почнат луѓето да осознаваат што значи здрав начин на живот, што во крајна линија е превенција на појава на тип диабет 2, затоа што зошто се јавува. Има многу фактори зошто се јавува. Кај тип 1 диабетот знаеме дека е автоимуно заболување и таму знаеме која е причината. Меѓутоа, кај тип 2 диабетот се калкулира со многу ризик фактори. Меѓутоа, тука спаѓаат и генетиката, спаѓа и наследството, спаѓа и имунолошките промени, особено вродениот имунитет, сега се работи на тоа, надворешните ризик фактори, што ги спомнавме. Значи, ние мораме да почнеме да делуваме на сите тие надворешни фактори на кои можеме ние да влијаеме. Ние не можеме да влијаеме на наследството, ние не можеме да влијаеме на генетиката, не можеме на имунолошкиот вроден имунитет што го носиме. Меѓутоа, на надворешните фактори ние можеме да влијаеме и можеме уште од мала возраст, млада возраст да ги учиме децата на што значи здраво. Помеѓу две работи што ги има и што се привлечени или што да одберат. Да, што е она кое што треба да го направат во поглед на превенцијата. Малку подоцна, сега сакам и да го прашам Бојан во контекст на ова, но малку подоцна да запомниме, да споменеме и кога зборуваме за генетиката и кога знаеме дека имаме генетски предиспозиции, па тука како би се превенирало во случај да го носиме тој ген, па да не се појави диабетот уште од нарана возраст. Бојан, верувам дека можеш за тоа и малку повеќе да кажеш, иако ние сме зборувале, сигурно не е на одмет да потсетиме за твојот живот практично, целиот живот поминат со диабет, еден таков начин на живот на кој што ти совршено си се вклопил, се одржуваш онака како што треба, но далеку од тоа дека е едноставно, иако нели тоа е и начин на живот и секојдневие кој понатаму преминува во навика. Но ајде во кратки црти на самиот почеток како изгледа твојот живот, твоето секојдневие од почетокот или од детството, да кажеме, кога се соочуваш со диабетот па до денес. Прво добро утро на вас и на гледачите на Телма. Благодарам за поканата и да им го честитам на сите лица со диабетес во Македонија денешниот ден, светскиот ден на диабетот. Ете, нас ни значи тоа, нели? Да. Со надеж дека работиве во нашава држава, малку од малку ќе се помрднат, иако само надежта ни останува, некако каскаме во место. Што се однесува до прашањето за тоа како јас живеам со мојот диабетес на возраст од 50 години, веќе 48 години сум со мојот најдобар другар диабетот. Се снаоѓам и пливам во животот онака како што посочи и докторката, значи првенствено ги почитувам препораките од докториве, а тоа е внимавам на исхрана, физички сум доста активен, тоа не значи дека јас секој ден нешто правам спортски, меѓутоа одвојувам пола сат до сат дневно за било какви физички активности, дали во домашни услови, дали шетање. Моje хоби веќе знаат и гледачиве и тие што ме познавате, планинарење. 20 и кусур години се качувам по планиниве, многу ми помага тоа за регулација на шеќерот, за одржување на мојата здравствена кондиција, за одржување на моите крвни садови, затоа што мислам дека и докторката потенцираше тоа, диабетесот всушност ни прави најмногу проблеми на кардиоваскуларниот систем, на крвните садови, и физичката активност всушност ви го подобрува токму тој момент. Шеќерот сум го прифатил, односно диабетесот сум го прифатил, се живее со диабетес, меѓутоа не е толку едноставно. Откако ќе го прифатите, веќе некои работи стануваат полесни, затоа што јас многу пати знам да кажам, да, диабетесот е голем проблем, ама има и многу пострашни работи во животот и потешки заболувања, така да доколку се прифати, доколку се почитуваат препораките од докторите за за здрав режим на исхрана, за таа физичка активност и секако терапијата која е неизбежен составен дел од секојдневието наше, тогаш мислам дека може да се живее, ајде да речем, баш онака како што треба. Со дисциплината е тука. Дисциплината, апсолутно, да. Тука е неопходна и да се најде една алтернатива, како ти во случајот со планинарењето, и не само алтернатива, туку и начин на подобрување на моменталната и генерална на состојбата, и покрај тоа што го живее животот со диабет, едноставно да секогаш наоѓаш одново и одново момент или причина за да се чувствуваш подобра, тоа се разбира во природа или преку таква физичка активност.
движењето не само на планини, било каде е препорачливо за сите нас, не само за диабетичарите, така да ете, моја топла препорака сите нешто да прават да се движат. Така е. Доктор Маја, вие сте нефролог и интернист, па би било добро да кажеме зошто е толку значајна улогата на нефролозите кога зборуваме за диабетичарите? Што е она кое што доколку не се третира диабетот како што треба, веројатно ќе се одрази на целокупниот организам, меѓу другото и на бубрезите. Како што спомна Бојан, да ги кажеме компликациите значи на диабетот. Диабетот прво да сватиме дека е една хронично заболување и е системско, метаболно, каде што се напаѓа целиот организам. И диабетот е болест на крвни садови. Крвните садови имаме секаде во телото и тие страдаат. Така да и компликациите на диабетот ги делиме на макро и на микро, во зависност од тоа кои крвни садови се зафатени. Диабетичната болест на бубрезите или диабетична нефропатија, порано што ја викавме, е во микрокомпликациите, заедно со диабетичната ретинопатија, значи болеста на очите, и диабетичната невропатија, односно болест на нервите, периферните нерви, најчесто тоа немирни нозе што знаат гледачите да го опишат како симптом. Значи, диабетичната нефропатија е една подмукла болест која се јавува неприметно, нема знаци и не се јавува кај сите и е затоа и интересна. До ден денес не е најдено зошто некои имаат, а некои пациенти немаат. Диабетичната нефропатија се развива во тек на 20 години. Значи, некои пациенти не ја развиваат никогаш, а некои да. 30% развиваат диабетична нефропатија, а меѓутоа другите не развиваат. Се уште до ден денес не е најдено зошто е тоа. Се знае дека оди по фамилии. Кога зборуваме за диабетес тип 2, значи не зборуваме, не е најден ген кој се пренесува, значи некоја мутација на ген. Меѓутоа постои наследство. Значи, натрупување во фамилија. Ако некој во фамилијата, во најблиското сродство, прва генерација, значи имал диабетес тип 2, многу е веројатно да некој и друг во фамилијата има. Така да тие луѓе треба секогаш да бидат предпазливи, да не развијат и кај нив може да се направи добра превенција. Значи, во смисла на слабење, во смисла на здрав начин на исхрана, што кажа Бојан, регуларна физичка активност. Сега, кога доаѓаме кај диабетичната нефропатија, зошто е важна? Затоа што дел од тие пациенти, рековме, ке 30% се развива. Меѓутоа, 20% од тие пациенти што ќе развијат диабетична нефропатија завршуваат на диализа, односно завршуваат со крајен стадиум на бубрежно оштетување. Односно, каде што треба да се направи диализа и да се започне со тие процедури. Сега, најголем број од пациентите што идат на диализа се токму на прво место се пациентите со диабетична болест на бубрези. И затоа зборуваме дека е многу важно да се превенира, односно рано да се открие, бидејќи голем дел од пациентите многу доцна се откриваат. Значи, вие имате 1/3 до 1/2 од пациентите кои, кога ќе се диагностицираат како диабет, да веќе имаат некаква компликација, односно веќе има зафаќање. Најчесто е тоа микроваскуларните компликации, односно се наоѓа таа микроалбуминурија. Тоа е прв знак кај зафаќањето на зафаќањето на бубрезите кај пациенти со диабет тип 2. Така да, ако имаме ние 30%, 1/3 или 1/2 од пациенти кои веќе на диагноза ги наоѓаме со микроалбуминурија, тоа значи дека тие пациенти веќе имаат диабетична нефропатија. И тука е нашата улога, да тие пациенти ги откриеме навреме, рано, за да можеме да превенираме развој, односно да го одложиме развојот на крајниот стадиум на бубрежното засегање. Така да треба што повеќе да се направи
на ниво на матичните лекари, значи да се направи тој скрининг за диабет, за почеток на диабет, ако се открие микроалбуминурија, најчесто, значи, тогаш веднаш кај пациентот да се започне со превентивните мерки за да се спречат поголемите, катастрофални последици од тоа. А тоа што пациентите тоа не го знаат. Диабетичната нефропатија не дава симптоми на почеток. Нема симптоми и пациентот си вика јас сум си супер. Да, и затоа и делото на кое што и меѓу другото постои како име за диабетесот, а тоа е тивокубиец, токму заради тоа што во одредени такви состојби и нема симптоми. Денешниот ден посветен на диабетесот во светот е ден во кој што се користи за подигнување на свеста, за подигнување на, односно за едуцирањето што точно значи ова заболување и како и на кој начин да се распознаат симптомите и да се реагира навремено. Ако знаеме за најчест тип на диабет, диабетесот тип број 2, тогаш верувам дека генерално се знаат и ризик факторите и она кое што предизвикува можеби диабет и начинот на кој што би требало да се превенира, зашто е малку подоцна во продолжение, но ако зборуваме за диабетес тип број 1, кој што е генетски наследен, тогаш исто така за од најмала возраст доколку се појави симптом треба да се забележи и да се реагира навремено од страна на родителите. Оно што го паметам, Бојан, за твојата историја е дека уште од мали нозе првиот можеби потака да речеме сомнителен симптом или начин на кој што се забележало дека нешто не е во ред, е честото мокрење, или од најмала возраст. Тоа е она кое што го имаш споделено со нас во минатите разговори. Тоа е она што го знам од мајка ми, затоа што на 2 години не можам да се сетам што сум правел и како дали воопшто нешто сум, меѓутоа сум барал многу вода. И многу често тоа се случувало на некои 10-15 минути, што било асимптоматично, така да после првото носење во тоа време, нели, во тогашните амбуланти, веднаш ми провериле шеќер, виделе дека вредноста на шеќерот тогаш се мерел во други мерни единици, била енормно висока, ме препратиле на тогашната клиника, односно денешна Мајка Тереза, и таму веќе ме диагностицирале како пациент со диабет тип 1, мислам дека и докторката потенцираше тоа кај тип единицата како автоимуно заболување, кај значи диабет тип 1, па и не знам дали може нешто да се превенира, тоа се случува можеби преку ноќ, дури ни моите родители, освен тоа често пиење вода и мокрење, друго ништо не приметиле кај мене, така да и тука постојат сомнежи во денешно време, иако јас не сум антиваксер, значи ја поддржувам целокупната медицина базирана на докази, има мислење дека кај одредени дечиња диабетесот се појавил од после примање на одредена вакцина на помала возраст, што јас како човек што не сум медицинско лице не можам ниту да го негирам, ниту да го потврдам тоа. Меѓутоа, како и да е, кај тип двојката, како што рече и докторката, и како може да се превенира. Единицата веќе тип 1 диабетесот само треба да продолжите да го одржувате. Да, како што тоа го правиш ти, нели? И веројатно споделувањето на твоето целокупно животно искуство или живот со диабетес и тоа како добре дојдено и еден стимул или мотив за тоа дека навистина може да се живее еден квалитетен живот, доколку, како што споменавме, дисциплината е на нивото на кое што е потребно. Дисциплина, добро си дозволувам и јас секогаш си се частам. Си правиш отстапки. Па да, нормално. Современиве терапии тоа го дозволуваат. Да, ќе зборуваме понатаму малку повеќе за терапијата и што е тоа што е потребно за лицето со диабет, но кога ќе кажеме навремена диагностика или навремено препознавање на симптомите и преглед, тогаш што би значило кога во однос на третманот, што би значило кога навремено ќе се забележи, ќе се диагностицира, а што е она кое што се појавува како последица доколку тоа е малку во подоцнежниот период? Јас секогаш зборувам за диабетот како 3 во 1. Значи тоа се хипергликемијата, односно високиот шеќер, високите масноти, хиперлипидемијата и високиот крвен притисок. И да се појави прво едното, настануваат, се јавуваат многу брзо и сите 3 одат заедно. И тука е основното што ние кај сите пациенти што имаат висок крвен притисок, кај пациенти што имаат висок шеќер
или високи масти, секогаш треба да размислуваме на диабет. Да исклучиме постоење на предиабет или склоност кон диабет, и тука е улогата првична на докторот. Да му објасни на пациентот, да му даде информација и да го едуцира дека високиот крвен притисок, високите масноти и високиот шеќер директно влијаат на крвните садови, директно влијаат на појава на диабет и негово влошување, односно појавување на микро и макро компликациите на крвните садови. Сега, доста од пациентите, например на почеток, немаат високи масноти, меѓутоа тука сме ние како доктори да им кажеме на која исхрана да се внимава и да се контролираат, затоа што основно е контролата. Основно е редовното зимање на терапија. Сега имаме современи многу големи групи на секакви лекови и за контрола на гликемијата, и за контрола на маснотиите, и за контрола на шеќерот. И не може пациентот да дојде и да каже мене ништо не ми делува. Значи тоа не е точно. Негде има грешка. Или за тој пациент не е направена соодветна комбинација на лекарства, или не ги прима како што треба. Инаку се лекува. И диабетот, и гликемијата се става под контрола, и маснотите се ставаат под контрола, и високиот крвен притисок. Вредностите за крвниот притисок се доста намалени во однос на општата популација која нема диабет, бидејќи знаеме дека крвниот притисок, високиот крвен притисок, нерегулираниот, директно ги оштетува другите органи и директно влијае на појава и на диабетична нефропатија, нели? Маснотиите исто прават плаќи, односно наслаги на крвните садови, а шеќерот, исто нерегулираниот шеќер, високите вредности на гликемија во крвта создаваат тие крајни продукти на тој гликолид, каде што се оштетуваат крвните садови, меѓутоа и метаболизмот на белковините и метаболизмот на мастите трпат последици. Така да тоа се е едно заедно. И кога имаме пациент со диабет, значи мораме да делуваме на сите три полиња, да кажем. Затоа што сето тоа влијае после на таа микроалбуминурија, односно која поминува во протеинурија, која е знак за диабетичната нефропатија, и имаме сега лекови кои знаеме точно дека делуваат против, односно заштитно на бубрезите, значи дел од таа антихипертензивна терапија, лекови кои се за висок крвен притисок, кои може да влијаат и на таа протеинурија, кои може да имаат заштитна улога. Така да ако влијаеме на гликемијата, мастите и високиот крвен притисок, да ги ставиме под контрола, тој пациент утре може да кажеме дека ќе може да има добар и квалитетен долг живот, без компликации, односно развојот на компликации максимално да го пролонгираме во времето таму. Пациенти со диабет живеат и 80-90 години. Така да не е тоа нешто од кое можеме нешто да направиме. Доколку може да се надоврзам на докторката, на мои 20, 22, 24 години веќе не памтам, кога почнав да ги правам сите оние контроли на другите органи како причина, не да не случајно започнало некое оштетување, и јас почнав така на таа возраст некаде после 20-та година да примам и да пијам по едно апче и за регулација на притисокот, сево и за кардиоваскуларни, за антикоагуланти, за одржување на густина на крв и така натаму. Пријателите мои, роднините, кога ќе им кажев, нели, почнав да пијам ова или она, леле, зашто премногу млато ова она, велам, не знам зашто, мене ми препорачаа докториве за превенција да си земам тоа и тоа. Фала Богу, еве денес имам 50 години, немам проблеми со притисок. Циркулацијата на крвта ми е веројатно добра, тоа редовно си го контролирам, така да превенцијата, кога нешто ќе ви се препорача, па макар вие и немале во тој момент, не знам, висок притисок или потешкотии со циркулација, прифатете го советот од докторот, почнете со таа терапија за да
подоцна не ви се развие За да не се било која компликација, како што да не кажа се манифестира нешто друго кое што не би требало и покрај нели дијабетот. Соодветната терапија е клучна, што значи дека многу и важен е пристапот и во однос на дијагнозата и во однос на одредување на соодветна терапија. А кога зборуваме за мерењето на шеќерот во крвта, за лицата со дијабет, Бојан, што е оно што е важно или колку пати во денот се мери шеќер во крвта, колку лично ти го мериш? Дали веќе си забележуваш и без да измериш, има ли постои ли такво нешто или постојано тоа треба да биде ова, како соодветно ќе го кажеме, апаратчето за мерење? Да, да биде постојано со тебе. Благодарам за прашањето, го чекав ова прашање. Да, мерењето на шеќерот кај луѓето што веќе имаат дијабетес е услов број 1 за добра регулација на шеќерот. Зошто велам го чекав ова прашање? Јас конкретно го мерам шеќерот од прилика 8 пати во денот. Значи, ако правам 4 оброци, мерам пред оброкот и мерам саат и пол до 2 после оброкот, за да видам дали инсулинот кој што сум го вбризгал во себе за тој оброк, за таа храна, добро сум го искомбинирал, да не сум утнал, може од X причини шеќерот сам по себе да се покачи, без оглед што ние конкретно тип единица дијабетичарите сме многу добро едуцирани во секоја храна што стои пред нас, точно знаеме, можеме да утнеме за 1-2 милиграмови, меѓутоа точно знаеме колку јаглени хидрати има внатре, ги броиме јаглените хидрати во се што пиеме и јадеме. Мерењето на шеќерот е превенција број 1. Тоа што кажав дека го мерам шеќерот 8 пати, некогаш и 10 пати во денот, значи дека јас 8 до 10 пати ги боцкам моите прсти. И зошто го чекав ова прашање? Затоа што во денешно време, ако веќе имаме современи терапии, можеби најсовремените терапии се присутни кај нас, во светот постојат и современи помагала за мерење на шеќерот. Глукометарот е веќе средство кое полека можеби нема целосно да се исфрли, меѓутоа се става во втор план, предност им се дава на сензорите за континуирано мерење на шеќер, кои што се аплицираат тука некаде на раката, кои што трансмитираат, предаваат информација на мобилните телефони кои што сите ние ги имаме, постојат апликации и вие на тој начин имате 24 часовен мониторинг. Сензорите на секои 3 минути даваат информација дали вашиот шеќер оди нагоре или надолу, значи ви се црта една линија, еден графикон, многу го олеснуваат животот на секој дијабетичар, затоа што прво, не се боцкате толку многу, не ги оштетувате нервните завршетоци на прстите, тоа што зборуваше докторката, за невропатијата. Имате 24 часовен мониторинг, особено вредностите на шеќерот навечер кога легнуваме за да спиеме, многу е битно како ви се движи гликемијата во текот на ноќта додека спиете, во текот на сонот и наутро кога се будите, затоа што во процесот на будење се лачат хормони кои што во себе содржат кортизолот. Така е, гледате така. И тука имате природно покачување на нивото на шеќер за да ви се разбуди мозокот. Мозокот е орган кој што троши шеќер и кислород и ништо друго. Значи, најболното прашање за мене и за поголем дел од лицата со дијабетес овде кај нас е тоа дека да, во Македонија се присутни сензорите, меѓутоа јас тука лично се чувствувам помалку и деградиран и отфрлен од овој наш систем и од здравствениот систем, па би сакал да ги прашам да луѓето одговорни во јавното здравство, Министерство за здравство и нашиве доктори, зошто спроведува некои такви чудни протоколи, кому му следува сензор, кому не му следува сензор. Еве, лично мене не ме следува тој сензор, затоа што јас сум бил постар од 26 години, затоа што јас немам ниту една од компликациите кои што ги спомна докторката, значи ниту имам оштетување на бубрезите, ниту имам изгубено 90% од видот, тоа е еден од условите за да добиете сензор, ниту одам на дијализа, ниту имам ампутирани екстремитети, затоа треба да поседувате една од овие компликации за да вас државата ви даде сензор, кој што инаку да кажеме дека доколку си го купите приватно, тоа не е баш така ефтина работа. Ние на шала викаме тоа е скапа играчка која ви го спасува животот.
Сензорите се движат некаде од 50 до 60 евра од едно парче, а сензорот има рок на траење само 10 дена, што значи некаде месечно вие имате трошок од 150 до 200 евра, затоа што покрај сензорот треба и трансмитер. Сега поновите сензори кои што чинат многу поскапо имаат самите во себе имплементиран и трансмитер кој што ја предава информацијата. Меѓутоа, јас би го поставил прашањето што е побитно, да се спаси буџетот во Министерство или да се спаси нечiji живот? Доктор Маја, во однос на сензорите и на сите инструменти кои што може да се користат и она што го дава можност на денешната технологија, колку е тоа и според вас и во однос на пациентите со кои што секојдневно се соочувате, клучно во лекувањето, третирањето, па и да речеме секојдневието кој што го минува лице со дијабетит, ако треба 10 пати во денот да мислиме да го измериме шеќерот, колку јадеме, што јадеме, она кое веќе е како по дефолт, особено за оние кои што го живеат целиот живот така. Точно тоа што го зборував претходно. Треба да спречиме, а не да лекуваме последици. И спречувањето е тоа, да не дозволиме да имаме високи импулси на гликемија во крвта, затоа што тие пикови се всушност тие што прават проблем. Како што е тоа дијабет? Дијабет е нешто што е, рековме, болест каде што имаме или намалено лачење на инсулин од бета клетките на панкреасот или недоволна искористеност на глукозата во на периферните клетки, периферните ткива, односно инсулинот не може да ја стави глукозата од крвта во клетките за да таа се искористи. И секое покачување на инсулин, на шеќер, гликемија во крвта, води до скок на инсулинот и на тој начин панкреасот се исцрпува и имаме се помалку и помалку, а од друга страна тој не се искористува, гликемијата гликозата не се искористува во крвта и таа имаме постојано излечување на инсулин, постојано висок инсулин во крвта, постојано висок инсулин на шеќер во крвта. И стигнуваме фактички до компликациите. Значи превенцијата, повторно ќе кажам, е тука да не дојдеме до ампутација, да не дојдеме до диализа, да не дојдеме до ретинопатија, слепило диабетично и секако тоа што Бојан го кажа, да не мислиме и да не ги слушаме пријателите, колегите, комшиите дека многу ни е рано за терапија. Да, туку да го слушаме докторот кој што не препорачува терапијата и да превенираме она кое што може да биде понатаму исто проблем. Ни летна некако времето, ова е голема и широка тема, особено како со двајца гости како вас, секај во својата област во смисла на искуството и професионалното и личното искуство и верувам дека по повод денешниот светски ден на дијабетесот успеавме малку повеќе и да позборуваме на важните прашања, да го испратиме апелот за улеснување на животот на листата со дијабет во однос на она кое што се нуди како можност и се разбира пораката е превенцијата, навремено и информирање, но и преглед, а се разбира и препознавање на симптомите и консултација со доктор. Благодарам многу за вашето време и ја верувам дека во следна прилика повторно ќе имаме можност да позборуваме на оваа тема. Благодарам Ивана, благодарам до гледачите на телевизија Телма, мислам нешто ново можеби слушна, се надавам, и се освести малце за темата. Тоа е целта, и на денешниот ден. Едукација. Ќе ви се заблагодарам за поканата, ќе им го честитам 14 ноември на сите лица со дијабетес, првенствено во Македонија па и во светот. И уште еднаш ќе го упатам прашањето, не апелот, дали ќе се сменат критериумите за тие сензори и дали воопшто нешто ќе се подобри кај нас кога се во прашање сите оние работи поврзани со дијабетесот.